Господине премиер, се наоѓаме во Њу Јорк, покрај зградата на Обединетите нации. Годинава нашата земја за прв пат ја представувате како Северна Македонија. Како тоа се одразува на меѓународните односи, особено што пред малку имавте средба и со генералниот секретар Гутереш? Добро, привилегија да бидете во својство на земја почитувана и признаена од сите, секако земја која што представува добар пример, се спомнува во говорот на генералниот на секретар на Обединетите нации, на многу лидери кои што се обратија овде, така да чувството е пријатно. Имавме прилика да се видиме со генералниот секретар на Обединетите нации, за кој што зборувавме токму за придобивките од Преспанскиот договор. Се заблагодаривме на Обединетите нации и на генералниот секретар и на Метио Нимиц за помошта за конечно после 27 години да се реши овој договор. Навистина за сите представуваме позитивен пример како низ дипломатија и диалог се решаваат вака отворени чувствителни прашања кои што отвараат перспектива во склоп на ова дебата овде која што има во Обединетите нации за одржливите цели на развојот, за сите големи проблеми во светот, за начинот на нивно решавање. Многу често Република Северна Македонија се користи како позитивен пример. Секако имавме многу пријателски средби со многу земји, членки на Европската унија, други земји кои што се од наш стратешки интерес, со кои што се видовме како Азербејџан и гасификацијата која што треба преку интерконекторот во Грција да донесеме и од таа страна во Република Северна Македонија. Имавме пријатни средби со грчкиот премиер, се видовме со сите оние кои што се важни при одлуката на Советот на Европската унија. Сите се позитивни, јас се надевам дека навистина конечно ќе добиеме и толку долго очекуваната позитивна одлука за датум за почеток на преговори со Европската унија. Ја спомната средба со грчкиот премиер. Таа средба предизвика особено внимание во македонските медиуми и во грчките медиуми. Грчките медиуми објавија дека вашиот грчки колега инсистирал на имплементација на договорот, меѓу кои опфаќа и регулација за трговските марки. Што значи тоа? Добро, тоа се делот на обврските од договорот. Ние прво констатиравме дека договорот е донесен и сега треба да го реализираме. Низ договорот да го градиме пријателството, да ја акнеме економската соработка и сите видови на соработка. Преку овој договор зборувавме и за меѓународната комисија за трейдмарковите или марките на самите производи, потеклото на самите производи. И ние инсистираме да тоа побрзо се реши, имаме дори идеи на ова прашање, задоволни сме што сакат да разговараме во делот на ваквите се уште отворени прашања кои што се и оврска од договорот кој што вели не подолго од 3 години да се седне и да се најде решение, но зборувавме за граничните премини, зборувавме за интерконекторот, зборувавме за економската соработка, како бизнисмените од Грција можат да најдат свој интерес во Република Северна Македонија, која што донесува бенефити за Грција и за Република Северна Македонија, верувајќи дека тие се начините како да го унапредиме пријателството кое што веќе го потврдивме низ договорот во Преспа. Моите чувства се пријатни. Сум задоволен од оваа прва средба која што имавме. Видов одговорност и кај мојот спротивен партнер, односно премиерот на Грција, премиерот од другата страна на разговорите, дека води грижа за својата земја, дека сака да оди напред, дека има големи предизвици во Грција, така да низ пријателството кое што е изградено со нашата земја, можат секако и полесно да ги решат нивните предизвици, како што и ние се надеваме низ пријателството со Грција, дека ќе имаме повеќе инвестиции, повеќе работни места и слично, така да можам да заклучам дека првата средба беше добра, успешна и надежна. Благодарам. Одиме на домашната политичка сцена. Преговорите околу јавното обвинителство со опозицијата никако да се мрднат од мртва точка. А знаеме дека тоа е едно од прашањата кои се битни за добивање датум за членство за преговори за членство во Европската унија. Опозицијата инсистира и понатаму она да го предлага јавниот обвинител. Што имате вие да кажете за тоа? Добро, деталите се веќе познати во јавноста, јас нема да зборувам за други видови на детали, заради тоа што искрено сакам да се постигне договор по овој закон. Ако зборуваме навистина во микроплан и детали, можеме да нарушиме одредени наши настојувања на двете страни за постигање на договор. Меѓународната заедница прво тоа што го бара од нас е гаранција на едината на предметите. Таа е загарантирана и од нас очекува договор кој што може да ја дозагарантира таа иднина на предметите од специјалното јавно обвинителство, како и капацитетите на самото специјално јавно обвинителство. А тоа се јавните обвинители и службите, стручните соработници и сите што работат, заради тоа што тоа е институцијата, тоа е капацитетот кој што треба да има своја иднина. И вториот дел е домашната јавност секако, кој што исто така е многу важно, но сите заедно очекуваат договор кој што навистина ќе ги догарантира иднините на сите овие аспекти
таа нема да ги наруши. Така да договорот и така е поставен во своите црвени линии, каде што недозволиво е политичарите да направат нешто кое што би ги нарушило иднините на самите предмети од специјалното јавно обвинителство, како иднината на сите кои што представуваат капацитет на тоа јавно обвинителство, во кој што Република Северна Македонија има вложено сериозни ресурси, треба да го користи во иднина тој свој капацитет. Јас се надевам дека ќе изнајдеме решение, покажавме демократска зрелост, понудивме обвинителство за гонење на висока корупција и така како насекаде во регионот, па и во нашата земја има потреба од таква работа, каде што на предлог на опозицијата би се предложил самиот јавен обвинител. Верувам дека и тука ќе продолжиме да разговараме начинот на изборот, која е гаранцијата дека може да се избере таква личност, како тоа би се убрзало да се избере, како ќе биде воспоставено тоа обвинителство, што со поврзаноста со предметите со висока корупција преку ова обвинителство или преку другите обвинителства. Тука се темите на разговор. Верувам дека ако стварно направиме исчекор водени од добриот интерес на државата, на нашиот народ, можеме да постигнеме договор. Временска рамка за постигнување на договор, дали ви некаква имате? Јас очекувам веднаш што се вратам веќе да има нешто подготвено од работните групи, од преговарачите, од луѓето кои што се упатени од двете страни за оваа работа. Идната недела би бил спремен да се сретнам и со шефот на опозицијата или самите работни групи да направат една работна средба. Тоа значи дека пред Министерскиот совет, тоа е 15 и 16, убаво е да го решиме оваа прашање. Секако никогаш не е доцна за такво решавање, но со самото решение ќе испратиме уште една порака за нашата политичка и демократска зрелост, дека навистина дури и она што не е обврска во извештајот на Европската унија за нашата земја, сепак еве наоѓаме начин да го надминеме. На крајот за нас дома е важно. Дај да го решиме, за да знаеме дека имаме и понатаму гаранции за независност на правната држава, обвинители кои што ќе терат истраги, кои што ќе бидат важни, за да навистина го подигаме и економскиот стандард на граѓаните. Премиере, неодменливо е и ова прашање. Во македонската јавност бурно беше слушната изјавата при сведочењето на поранешниот разузнавач Верушевски. Тој спомна дека материјалите од преслушуваните разговори по неговото лишување од слобода, како што искаже, биле модификувани и манипулирани. Што се случувало? Јас имам на дневна основа буквално разговори со моите советници, така и со советникот за национална безбедност господин Верушевски. Треба да оставиме второто рочиште да ги каже вистините за оваа прашање. Тој во својата разочараност за ова што се случи во специјалното јавно обвинителство конвергира на ваквите зборови и употреба. Секако автентичноста на разговорите никој ја нема оспорено од сите обвинети лица во судот. Форензиката ги потврди разговорите и прво да нема дилема за никој во функција на тоа и третата дилема или втората дилема која што се јавува овде, како тоа господата Звонко Костовски и Ѓорги Лазаревски дале информација дека се предадени материјалите на Верушевски, а Верушевски вели на Социјалдемократскиот сојуз. Вистината е иста. Тие се предадени Социјалдемократскиот сојуз на задолжено лице во СДСМ е шефот на комисијата за безбедносни политики на СДСМ Зоран Верушевски. Така да тој го гледа повеќе формалниот аспект. Да оставиме вториот дел на 10 октомври кога е продолжетокот на испрашувањето на сведок во својство на сведок на господин Зоран Верушевски да биде се јасно за граѓаните и за државата. Премиере, за крај. Опозицијата постојано спомнува предвремени избори. Дали би имало? Регуларен и стандарден политичар би рекол вака: еве ЕУ ќе успееме, НАТО ќе успееме и веднаш треба да одиме на избори да ја победиме опозицијата и да добиеме уште еден мандат. Сето тоа што го сработивме заради државата, заради граѓаните. Јас верувам дека треба да оставиме до последен месец, до последна недела, до последен ден имплементација на позитивните ефекти на големите договори, пред се мислам на интеграцијските договори. Секаде во земјите во регионот донеле економски бенефит. Ќе донесат и кај нас. Затоа аргументираните наши ставови се крајот на октомври 2020. Опозицијата вели предвремени, еве предвремени и тогаш се предвремени изборите, но дефинитивно треба да оставиме тој период да го почувствуваат граѓаните. Заслужија граѓаните после сите овие тешки и сериозни одлуки заради гаранцијата на добрата интеграцијска иднина на нашата земја да почувствуваат економски благодет. Јас верувам дека ние ќе победиме и сега, верувам дека ќе победиме и тогаш. Веројатно и господинот Мицковски негова такви надежи, но тоа е прашање и работа на граѓаните. Дај ние да сработиме нашата работа, како е најдобро за граѓаните, а после тоа да одиме на избори. Така да прво не би разговарал на оваа тема сигурно додека не се заокружи и Европска унија одлуката и НАТО одлуката.
Тука сум спремен, јас сум човек кој што отвара диалог, разговара за се, но тоа се аргументите. Ако некој ги побија таквите аргументи, јас сум спремен да слушам и да заедно работам со сите други, но дефинитивно тие аргументи кои што се од наша страна, верувам дека се цврсти, дека се сериозни, дека се аргументирани и се исклучува во интерес на граѓаните. Господине премиер, ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас и поздрав до гледачите кои што не гледат.